Првиот човек на British Petroleum вчера мета на жестоки критики и прашања во Конгресот на САД во врска со катастрофата со излевање на нафта во Мексиканскиот залив. Распитот го следеше Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски во Вашингтон. Го вклучуваме во овие вести. Ведран, какво објаснување за несреќата има директорот на British Petroleum? Никој не би посакал да биде во кожата на Тони Хейвард синоќ на жешкото столче на распитот во Конгресот. Неговото сведочење беше полно со извинување. I understand how serious this situation is. Разбирам колку е сериозна ситуацијата. Трагедија. Сакам директно да се обратам до луѓето кои живеат и работат во Мексиканскиот залив. Знам дека инцидентот имаше големо влијание врз нас и екологијата и длабоко жалам за тоа. Но тоа не беше доволно за конгресмените, како на пример демократот Майк Дойл од Пенсилванија. Кога работите на наша земја и во наши води, таму сте само затоа што тоа ви го возможила јавната доверба. Ја прекршите таа доверба на најлош можен начин. Конгресмени од обете партии обвинуваат компанијата дека работела ризично, само за да заштеди на време и во пари. Тврдењето на Хейвард дека не бил информиран во донесувањето на такви одлуки, како и дека чека на резултатите на истрагата што ја води самата BP, само уште повеќе ги разгневија конгресмените. Што и да е причината, и натаму секојдневно истекуваат до 60.000 барели дневно, според најновите владени податоци. BP најавува дека до август би можела да го запре излевањето, но владата е резервирана во однос на таквото тврдење. Тања? Ведран, British Petroleum под притисок на Белата куќа се согласи да отвори фонд од $20 милиони за одштета на поединци и компании. Колку тоа ќе помогне? Секако дека ќе помогне и секој долар е добредреден, но медиумите денес подлекуваат дека ова е само мал залаг за BP и дека треба да даде повеќе, подлекувајќи дека во последните 3 години остварила $91 милиарда во проток во готово од своите операции, дека само лани имала профит од 17 милиарди, што е повеќе од профитот на Apple и Microsoft заедно, на пример. BP, проценуваат аналитичарите, има доволно залихи на нафта да ги снабди Соединетите Американски држави за цели 2 години. Тања? Ти благодариме. Ведран Андоновски беше тоа од Вашингтон, од Гласот на Америка на македонски.